Добро утро. Во продолжение правиме анализа на криптопазарот во 2024 и даваме прогноза за инвестициите и за можните случувања кога станува збор за криптовалутите во оваа 2025 година. Еве на половина на јануари ќе зборуваме за оваа тема, да си кажеме утрово со Душко Гошевски, адвокат и познавач на криптопазарот. Господин Гошевски, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телно. Благодарам на поканата. 2024 кога станува збор за криптопазарот беше се освен здодевна година, многу случувања со многу референтни, би рекол, точки кои оставија печат или ги насочија инвеститорите во еден или во друг правец. На почеток би ве замолил за кус осврт на 2024 од аспект на криптоинвестициите. Така, значи 2024 може да се каже дека беше година на 15 годишнината фактички од појавата на биткоинот, беше година на криптовалутите или на виртуелните средства. Започна уште во јануари, започна со одлуката, точно една година од одлуката на Комисијата за хартија од вредност на Соединетите Американски држави, каде што прв пат дозволи да се тргуваат на берза ETF фондови базирани на биткоин. Потоа нели на етериум, но пред се на биткоин. Зборуваме за ерата на Бајден. Да, за ерата на Бајден. Значи, растот и развојот на криптовалутите во 2024 започна со таа одлука. Изборите потоа само го засилија растот и развојот. Но се започна кога конечно институционалните инвеститори влегува на пазарите. Тоа беа 12 најголеми фондови кои што можеа да прават портфолија во ETF фондовите на база на биткоин, а подоцна после неколку месеци нели и на етериум. Со самото тоа започна институционална поврзаност помеѓу традиционалните пазари и криптопазарите. Така. И следеше еден значителен раст кој што само се засили со победата на Трамп на американските избори. Ако ги тргнеме настрана САД, одлуката на Комисијата за хартија од вредност да се признаат криптовалутите како средство за тргување и победата на Трамп кој уште во текот на кампањата најави дека ќе смета на криптовалутите, имајќи предвид дека е еден од главните сојузници и сега очекуван член на неговата администрација ќе биде Илон Маск, исто така кој поддржувач на криптовалутите. Да. Што друго беа како битни датуми во текот на 2024 што ги насочи инвеститорите повторно по онаа кризна 2022 повторно да се насочат кон купување и да го предизвикаат овој раст? Па освен тоа беа и нормалните флуктуации на пазарот, подгревањето на инфлацијата, антиинфлацијските политики, европските и американската федерална банка со каматните стапки, сето тоа влијае затоа што сега фактички имаме еден комплот на традиционалните пазари и на новите пазари. Така да и традиционалните одлуки на постојните монетарни и финансиски институции влијаат на цената. Имате ли точна бројка или отприлика колкава сума беше свртена кога станува збор за трговијата со криптовалути во 2024? Се работи за огромни суми. Значи само со ETF фондовите базирани на биткоин, значи надвор од пазарот на криптовалути, само фондовите кои што на традиционалните берзи работат, се свртеа 35 милиарди долари од почеток, а над 111 милиарди долари вкупно има капитал само во тие фондови. Стейбл коините, кои што всушност се врзани за фиат валута, за долар, за евро, со кои што се тргува на криптопазарите, вртат 300 милиарди долари на ден. Што е огромен пораст и фактички во многу трилиони може да се зборува за вкупна бројка. На некој начин легитимитет на криптопазарот кој се уште важи за високоризичен и за непостојан, односно тежок за прогнозирање, му дадоа големи инвестициски фондови, кога станува збор за светски имиња кои почнаа да тргуваат, односно да инвестираат. Така. BlackRock, Fidelity, затоа што со тоа се зголемува довербата. Така? Тие институционални инвеститори влијаат на зголемување на довербата и фактички освен оние кои што беа криптоентузијасти, сега имаме инвеститори кои што не се криптоентузијасти, но поради довербата во тие финансиски институции, во ETF фондови, во инвестициони банки, почнуваат нели во своето портфолио да ставаат и дел од криптовалутите. Сега кога ги тргнеме настрана BlackRock, Fidelity, одлуката на Американската комисија за хартија од вредност, победата на Трамп, што во Европа се случува?
фактот дека некои држави од Централна и Латинска Америка Да, Салвадор. ги прогласија за национална валута така. биткоинот, остави печат во 2024, каде е тука Европа и каде е тука нашата? Ве представив во најавата и како познавач на оваа сфера, бидејќи бевте адвокат кој беше ангажиран и во подготовката на законската регулатива во Македонија, која тргна и на половина пат е некаде. Сега има нова во комисија процедура за станата за да го официализира, односно да го легализира и кај нас тргувањето со криптовалути. Да, поентата беше Европа и Македонија, каде сме ние? Ја искрено тврдам дека Европа предничи во светот во регулација на криптовалути. Иако во Америка нели се случуваат, бидејќи пред се најголемите берзи се таму, а Америка има еден раслоен комплексен систем на регулација кој што се уште не е дорегулиран. Европската унија е прва во светот, збориме за поголеми држави, прва во светот која што донесе комплетна регулација. На 30 декември, на самиот истек на 2024 година, стапи во сила МИКА, тоа е комплетната регулација на криптовалутите, односно на виртуелните средства во Европа. Со тоа, комплетно се регулирани сите сфери. И имаме заштита на инвеститори, правна сигурност, стейблкоини, иновации, дигиталната технологија комплетно се е офатено. Се работи за многу значаен документ на кој што се работеше повеќе од 4 години. И сега сите криптокомпании во Европа ќе имаат една година за усогласување нели со таа регулација. Но се работи за многу значаен подвиг. Така да очекувам во 2025 дел од тежиштето и фокусот да се пренесе и во Европската унија. Бидејќи сега е многу едноставно. Било каде да извадите лиценца, дали во Петрич, Бугарија или во Ирска, важи за цела Европа. Затоа што се работи нели за единствен пазар. Така да Европската унија направи еден голем исчекор со самата регулација. Македонија? Македонија, сега мислам дека Зашто застанавме на половина пат? Иако актуелната влада кога беше опозиција најавуваше исто така во програмата делумна регулација, односно не само во опозиција и кога беше формирана новата влада, премиерот Мицковски во текот на летото најави дека се работи на посебен нов закон за криптовалути. Мислам дека сега и полесно ќе биде на Македонија, затоа што ние и така мора да се усогласиме со Европската унија, така да само врз основа на МИКА регулативата ќе треба да ги примениме истите. Проблеми нема прашање на време или? Мислам дека е прашање на време. Тоа нели си има некоја законска најверојатно ќе произлезе од Министерството за финансии, треба да произлезе од Министерството за финанси, предлог закон, да оди на ЕНЕР, малку да се разгледа и така натаму. Но веќе ја има рамката. Што ме Европа кога има бевте вие вклучен во комисијата, на што заглавив? Зошто претходната влада не успеа и да го испркова? Мислам дека делумно и поради тоа што немаше регулација во Европа, имаше на пример на кој начин ќе оде регулацијата, но тие држави кои што донесоа закони, на пример Албанија донесе врз основа на Малта, Хрватска донесе врз основа на швајцарскиот модел. Имаше различни законски фокуси на кој начин дали да оди на посериозна регулација или на поголем. Има ли структури кои на некој начин вршат институционален отпор кон регулација на оваа сфера? За жал кај нас нема, но ги има на пример она што се случува сега во Швајцарија со барањето да се оди на референдум за да се промени уставот, за да може во федералните резерви, во резервите на Швајцарија да има биткоини, тоа го прават 10 најголеми имиња во криптоиндустријата во Швајцарија, што значи дека има внатрешен потенцијал кој треба да ја бутка работата. Прашав дали има отпор кај нас, ви велите за жал, зашто за жал? Не ве сватив, мислев дали има некои кои што протагонисти, да. Не промотори, напротив, прашав дали има отпор од некои структури. Може да има отпор само од банките, не знам кој друг би сакал да. Ако нема во Швајцарија, зашто би имало во Македонија? Дали во Швајцарија банките бидејќи важат за најбанкарска земја? Тоа е добро прашање. Ако најбанкарската земја претендира да во своето портфолио, во своите државни резерви да стави биткоин, тоа значи дека и ние мора да го фатиме чекорот од тој правец. Се работи за реална дигитална нова економија која што е присутна во целиот свет. Меѓутоа таа скепса се уште постои. Постои затоа што ние како држава во финансискиот не зборам само за Македонија, зборувам генерално и во светот. Нормално затоа што се работи се уште е под ризик. Сега ќе видиме како регулацијата пред се во Европа, а потоа и во Америка. Ја верувам дека сега и во Америка нели многу брзо ќе се случи регулација. Мислам комплетна регулација. Они имаат парцијална регулација бидејќи таму има многу федерални агенции кои што секој помалку. Еве наредна недела администрацијата на Трамп се очекува да по инаугурацијата да ги земе работите во своји раце, што на овој план
како први чекори очекувате? Што може да биде прво? Веќе се најавени на финансиските пазари, бидејќи се работи пред се за една транспарентна држава која што води во финансиска транспарентност. Значи, инвеститори од типот на Морган Стенли, најголемите имиња веќе се припремаат во своите портфолија да стават криптовалути, односно виртуелни средства. Бидејќи има еден паралелен процес на припрема на институционалните инвеститори за новата регулација која што уште повеќе ќе ја придвижи атмосферата во развој на криптовалутите. Тие веќе да го фатат првиот чекор, затоа што фактички многу тешко одеше банкарскиот систем да свати дека има една нова финансиска дигитална економија која што не е банкарска. Тука се кршат копијата нормално, тоа се пред се традиционални пазари кои што постојат со векови. И така да тоа ќе биде интересно да се следи и мислам дека 2025 конечно ќе се стави една комплетна рамка за да знаеме што да очекуваме понатаму и каде криптото ќе си го најде место во светот. Тоа може да не е значајно место, може да биде еден парцијален дел, но пред се ќе го има секако местото во финансискиот свет. И мајки го предвид се ова што го кажавте на ниво на институции и држави кои би презеле одредени чекори во однос на регулација на криптопазарот, што може да се очекува, какви движења на криптопазарите, дали е повторлив оној раст од 2024 и во оваа година? Тоа е прашање за $1.000.000, ако не и за милијарда. Во секој случај, ја може да зборам само за очекувањата, бидејќи се друго би било некој вид на инвестициско советување. Анализите на пазарите и тоа на најдобрите финансиски аналитичари се дека ќе продолжи растот. Со такво темпо како и минатата година или? Моментално се работи за пазарна капитализација комплетна, биткоинот и сите алткоини од 4 трилиони, кое што може да дојде, може дури некој најавува дека може да се дуплира. Но сепак повторно се работи за ризичен пазар на кој што може да се случи во налетот во 2023 година, кога одеше секако што треба, се случија две големи корупциски афери, каде што цели платформи паднаа, цели берзи паднаа и тоа го наруши интегритетот и довербата во криптовалутите. Така да најавите не мора да значат дека навистина ќе се случи зголемување и одење во тој правец. Што во 2025 е најголема закана за растот на криптопазарите? Како што ги спомнавте овие две корупциски афери во 2023 или онаа голема корекција, не знам од што беше предизвикана во 2022? Мислам дека финансиските малверзации пред се, бидејќи се работи за еден начин на функционирање во блокчейн технологијата, каде што вие немате комплетна правна сигурност. Сега, они треба да, при финансиски криминал треба да замрзнуваат асети, да замрзнуваат сметки, клучеви. Тоа не знам на кој начин како ќе го регулираат, бидејќи во самата регулација, например, во Европската унија, имате стейблкоин. Стейблкоин значи дека е врзано за долар. И таа криптовалута не варира, не флуктуира на пазарот, туку со неа тргувате со биткоини, со етериум и со Solana, со се. Сега, со новата регулација, со мика регулативата, исто како Народна банка се става вредност позади, за да може тој стейблкоин да биде одржлив. Бидејќи овие што ги уапсија, например, овој од Црна Гора, Докфан што го испорачува Америка и така натаму, баш такви стейблкоини и платформи им пропаднаа. И сега фактички се нуди дека доколку имате стейблкоин, например, не знам, Tetra USDT, дека исто како долар има позадина и стабилност позади него. И тоа го гарантира новата мика регулатива на Европската унија. Тоа ќе придонесе до стабилизација. Но треба да видиме дали финансиските афери кои што постојат позади тоа ќе може да го нарушат пазарот. Значи единствено гледам финансиски малверзации, перење пари, криминал кои што можат на некој начин да го нарушат интегритетот. Главните битки, големите битки веќе се издвојувани. Главната битка беше регулација и препознавање на оваа економија. Дали ќе му се остави на биткоинот доминација во светот на криптовалутите и во наредниот период или секоја држава ќе си продуцира своја верзија на националната фиат валута во дигитална верзија и тие ќе го заменат и ќе го засенат биткоинот на долги патеки? Самата економска филозофија на оваа дигитална економија е дека биткоинот не може да биде засенат. Тоа е првата криптовалута. Сите други затоа се алткоини. Нема простор, бидејќи се работи за децентрализација. Деловната филозофија е децентрализација и отворени пазари без граници. Така да
импутот ќе биде биткоинот да стане светски препознаен без никакво ограничување во смисла на територијално ограничување. Дали сите останати криптовалути тогаш немаат иднина каква што има блескава биткоинот, барем според очекувањата? Во криптоиндустријата внатре има околу тоа нели многу дилеми, дали има некој алткоин кој што би бил подобар од биткоинот. Сега за сега, ако се гледаат кривите на раст и на пад, како оди биткоинот сите ги влече нагоре или надолу. Пресликано е значи како планина. Значи биткоинот сега за сега останува првата криптовалута која што го влече растот нагоре или надолу. Дали при евентуална корекција на пазарите, што е неминовна во еден одреден период, бидејќи станува збор за економски циклус, генерално како што се случува и на пазарите на хартија од вредности и генерално во светската економија, кога станува збор за глобализацијата, неминовно е да дојде до тој момент. На следната корекција, дали тоа ќе биде повторно пат од драматични размери како што беше во 2022-та, или мислите дека нема да биде толку голем? Корекции на биткоинот има уште од 2012-та. И секогаш има пат, кој што е многу поголем за разлика од корекцијата на традиционалните пазари, но секогаш падот се запира на повисоко ниво од претходниот пат. Например, ако имало биткоин да стигне до $20,000, почетните 2012, 13, 14, и ако има пат до $8,000, следниот пат е на 16. Така да, нормално е дека корекцијата е најнормална работа на пазарите, но секогаш падот на биткоинот се задржува на малку повисоко ниво од претходниот пат. И тоа до некаде им дава некоја доверба на оние кои што се инвеститори во криптосферата дека фактички се работи за најнормална корекција, а не за можеби губење на целата. Преведено во денешни услови при евентуална корекција голема, колку би бил максималниот пат на биткоинот на ниво од колку долари за биткоин? Навистина не би можел да го прогнозирам тоа. Во проценти може да оди до 20-30%, до 40%. Зависи која е причината за корекцијата. Бидејќи сега, кога вие се вкрстувате со традиционалните пазари, влијат истите правила на игра. Што беше причината во 2022, кога многумина предвидуваа дека тоа е почеток на крајот на криптовалутите? Имаше две големи, огромни финансиски афери, кај што пропаднаа, како да речеме, централни банки со платна платформа, со платна стейблкоин. Тоа многу ја наруши довербата. Дури се очекуваше може и да изгаси целата дигитална економија, бидејќи се случи страшен пад, биткоинот дојде до испод $20,000, а сега е да кажеме на $100,000. Тоа пута 5 е невидено во традиционалните пазари. Бидејќи спомнавте суми кои се вртат во на криптопазарот во минатата 2024 и вкупното портфолио од прилика колку изнесува, некаде најдов податок дека од 8 милиарди и повеќе луѓе на планетава, околу 400 милиони луѓе се на некој начин инволвирани, влезени како инвеститори. И се зголемува таа тенденција. Например, имате држави кај што до 50% се инволвирани. Држави кои што имаат проблем со својата валута. Во Украина, например, најголем пазар, криптопазар моментално во Европа. Украина, Турција, Средна Африка. Значи држави кои што имаат проблем со својата валута, кои што имаат проблем нели со висока инфлација? Со висока инфлација и со нестабилна национална валута, кај што има Што е со Кина и далечниот исток? Дали се тие малку повнимателни и повоздржани? Да, повоздржани и Кина и Индија пред се многу повоздржани. Зошто? На што се должи таа воздржаност? Како мислам дека се работи за тешко прифаќање и на иновација доколку они не предничат во тоа. Овде се гледа дека предничи Европа и Америка. И доколку тие влезат на пазарот, од старт би биле... Зошто би биле воздржани во однос на тоа што, ете, тој мистериозен основач на биткоинот е, нели, наводно кинес? Мислам дека не е нивна игра. Па нели основачот... Јапонец, ама се случува во Америка. Комплетно се случува во Америка. Да, они одат сега на криптораеви, како Малта или нели други, Салвадор или други држави, но пред се тежиштето на случувањата е во Америка, затоа што пазарот е во Америка. Од Америка се пресликува пазарот надвор. Што тоа што Европската унија фати еден добар чекор со оваа регулација. Кога спомнавте земји со висока инфлација кои предничат во однос на инволвираноста на бројот на население на криптопазарите, како стои Македонија на тој план? Има ли некои бројки колку од македонското население има инвестирано во криптоиндустријата? Додека ние не направиме наша регулација, не може да стигнеме до тие бројки. Единствените бројки сега моментално може да се вадат само од финанско разузнавање кои што се надлежни во делот на менувачниците.
Тие ги имат податоците, бидејќи со таа регулација за спречување на перење пари, до 500 евра е ставена граница за менување на криптовалути во фиат валути, а над 1000 евра веќе се прави идентификација на клиент. И имаме некои базни податоци за тоа колку се тргува како, ама тоа се минорни во однос на целото тргување, бидејќи тоа е само во делот на размената, кога вие ќе одлучите да ставите или да извадите пари. Тоа се минимални податоци, може да има деловно и управата за јавни приходи, затоа што пријавувањето на капитални добавки оди преку нив. Но не се доволни тие податоци за вие да направите комплетна анализа колку од нашата групација население инвестираат на овие пазари. Иако живееме во еден непредвидлив свет во кој е тешко да се предвидуваат настаните и зборуваме за една високо нестабилна и ризична индустрија како што е криптопазарот, но имајќи предвид златната ера нова која повторно ја најавува Трамп во неговиот втор мандат, ако ги имаме предвид тоа што BlackRock, Fidelity се инволвира таму како најголеми инвестициски фондови, имајќи предвид дека еве Швајцарија размислува, односно подготвува референдум за тоа дали дел од своите резерви да ги инвестира во биткоин, во година во јануари, за колкави вредности на криптовалутите би зборувале? Еве за биткоинот како водечка, и дали тоа ги прави другите криптовалути помалку атрактивни? Оние што не успеале да купат биткоин, што треба да прават? Еве, нека биде еден вид ваше предвидување или инвестициски совет. Јасно. Како инвестициски совет во дел на какви алткоини да купуваат, тоа сигурно нема да го напоменам. Но во вкупната капитализација се смета дека доколку се е како што треба, дека може да се дуплира капитализацијата на криптопазарот. Ако сега е 4 трилиони да стигне до 8 трилиони. Но тоа не може да знаете вие кои од тие валути внатре би оделе нагоре, а кои валути би оделе надоле, и кои се реални алткоини. Бидејќи и таму има многу финансиски малверзации. Секој Европската унија со ова и издавањето на криптовалути веќе го регулира. Бидејќи до сега секој можеше да извади криптовалута, да стави некоја приказна позади криптовалутата и да ја продава. И во еден случај може да шпекулира, сам да купува. Затоа нерегулираниот пазар беше проблем. Затоа може сам да купува и да видат сите дека оди нагоре и да се фатат нели на таа јадица, па после да пропадне самата. И додека Македонија го регулира овој дел, имајќи ја предвид ниското ниво на финансиска писменост. Колку сме под ризик ние како македонски граѓани и македонските инвеститори генерално? Мислам дека бидејќи се работи за глобална дигитална економија, ние сме под исти ризик како и сите други, со тоа што сме под зголемен ризик од финансиски малверзации затоа што немаме институционална заштита и регулација. Бидејќи тоа ќе допринесе да можете вие да се информирате пред се преку вашите надзорни тела и органи дали се работи за реална или нереална криптовалута, дали е таа регулирана, регистрирана, на кој пазар е, дали е на децентрализиран пазар или на централизиран пазар и така натаму. Бидејќи ќе можете како за акција денес вие може да проверите било каква акција, кој стои за неа по проспект по се. А моментално ние немаме никаква таква заштита. Господин Гошевски, може би некој ќе ми забележи, меѓутоа јас и покрај толку емисии на темава и покрај толку разговори со вас и истражување на криптоиндустријата, не можам да не ве прашам на барање и на гледачите за нејаснотијата, односно за абсурдноста на оваа нова технологија, зад која ако за златото стои една вредност, ако зад природните ресурси стои друга вредност, ако зад хартиите од вредност стои друга вредност, зад криптовалутите се уште не е јасно на каква база тие ја капитализираат својата вредност и успеваат да генерираат раст. Што е она што го прави биткоинот сигурно средство за инвестирање според вас? Ова е прашање на сите прашања кога се работи за криптоиндустријата. Која е вредноста на биткоинот? Бидејќи во позадина велам. Во позадина бидејќи се тврди нели дека нема вредност. Пред се е револуционерната идеја за децентрализирани пари. И второ е технологијата која што ја нуди таа идеја. Значи, блокчейн технологијата, која што е отворена, транспарентна и секоја блок трансакција може јавно да се види, за разлика од другите трансакции кои што нели се скриени. Блокчейн технологијата ја нуди ова да стане реалност. Има обиди од 30 години назад да направат некој вид на децентрализирани пари, но првпат успеа биткоинот затоа што на база на платформа, блокчейн, која што досега се покажала како нераскинлива без нито една грешка во својот код, може на некој начин да стане платформа за тргување на идните генерации. Така би можел да ја сумирам во една реченица.
Господин Гошевски, благодарам много за гостувањето во Утринска Благодарам на вас за поканата.